Добро вечер, почитувани. Следите за или против на Алфа. Ви благодарам за вниманието. Дали и како полицијата ги олеснува процедурите за граѓаните да не шетаат од шалтер до шалтер? Колку време сега се чека за пасош или лична карта или пак возачка? Стапи во сила новиот закон за оружје. Што практично и во пракса ќе значи новата регулатива? Во за или против, мој гостин во студиото е помошник министерот за граѓански работи во МВР Јован Алтанџиев. Добро вечер и ви благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до вашите гледачи. 2,5 години, речи се, ако го рачунаме и тој период од техничката влада, откако стапивте на позицијата. Ќе направиме еден пресек, како имаме предвид дека вие наследивте еден огромен хаос со пасошката криза, која што беше во тој период. Ќе започнеме меѓутоа со законот за оружје. Стапи во сила. Што предвидува овој нов закон и кога ќе се применува во службите во МВР? Токму така, благодарам на прашањето. Законот за оружје беше донесен од собранието минатата недела. Ќе стапи на сила во наредната недела, во понеделник. Тој е закон кој беше на дневен ред околу 10 години во Министерството за внатрешни работи. Инаку основната верзија на досегашниот закон за оружје беше од 2005 година. Претрпел многу измени досега и затоа се јави потребата од носење на нов закон за оружје. Имено, законот за оружје е и дел од реформската агенда на државата и од планот за раст на Европската унија за земјите од Западен Балкан, со тоа што со исполнувањето на чекорот, односно усогласувањето на законодавството од областа на оружјето со европското законодавство, за државата ќе бидат ослободени околу 4,5 милиони евра од Европската унија. Инаку, законот за оружје се носи пред се од повеќе причини. Главната причина е заекнувањето на безбедноста во државата и во општеството во целина. Понатаму од потребата на стручните служби во Министерството за внатрешни работи, како и од барањата на засегнатите страни. Тука пред се мислам на Ловечката федерација на Македонија, односно на ловците, на Спортската стрелачка федерација на Македонија, на групацијата за оружје при Стопанската комора на Македонија, која на некој начин го представува бизнис секторот во државата. Така што заеднички со континуирана комуникација, со консултација со засегнатите страни, мислам дека изготвивме и донесовме еден одличен нов закон за оружје. Кои се сличностите со претходниот, односно што е повторено од претходниот закон, а кои се новите измени? Практично тоа ги интересира засегнатите. Би се задржал пред се на новите измени, бидејќи тоа, како што рековте, тоа е тоа што најмногу ги засега граѓаните, односно фелата од областа на оружјето. Тука пред се би ги споменал следниве новини, особено новината за поднесување барање за оружје за повеќе парчиња на едно барање, односно еднократно граѓаните ќе може да поднесат барање за повеќе парчиња оружје. До колку парчиња? Најмногу до 10, но предвидени се законски исклучоци како новина, односно спортските стрелци и надпреварувачи за прв пат се воведуваат како посебна категорија, како и ловците кои учествуваат на национални и меѓународни надпревари за лов, за автохтон и алохтон дивеч, ќе може да набават согласно закон повеќе парчиња оружје. Инаку има и такви кои досега поседуваат повеќе парчиња оружје, но во следниот период, во наредните 12 месеци, ќе треба да достават докази за оправданоста на причината за поседување повеќе парчиња оружје. Покрај ова, воведено е и полнење муниција за сопствени потреби согласно закон, односно ловците и стрелците ќе може да полнат муниција и да набавуваат од овластени правни лица за промет со муниција. Проширено е со корисничкото право, досега било само за ловците, сега ќе може и стрелците. Се воведува многу значајна обврска, тоа е обврската за поседување простор за безбедно чување и сместување на оружјето во домовите на граѓаните. Да, и бидејќи имавме многу непријатни ситуации во минатото. Така е. Предвидена е можност во самото барање граѓаните да декларираат, односно да изјават дека поседуваат простор за безбедно чување и сместување на оружјето под кривична материјална одговорност. И многу важни новини се предвидени во преодните одредби на законот. Тука би ги напоменал одредбите за доброволно предавање на оружјето, одредбите за легализација на оружјето, одредбите за поднесување нови барања за набавка за оружје по основ на наследство. Досега многу луѓе биле одбивани во своите барања за набавка на оружје по основ на наследство, бидејќи ги пропуштиле роковите во кои смееле да поднесат барање.
И ова го правиме се со цел да сето она што се наоѓа како оружје, како парчење оружје на територија на државата во домовите на луѓето, да го внесеме во еден систем за да ја зголемиме евиденцијата на секое парче оружје. Инаку тоа не ја исклучува задолжителната проверка на тие оружја во националните и во меѓународните бази на потреги за да се провери евентуално дали од тие оружја или со тие оружја е сторено некое кривично дело. Со тоа ќе се намали и оружјето кое нелегално го има во Македонија веројатно и ќе се стави пак некоја поголема контрола. Најмногу реакции за законот имаше во однос на намалувањето на трајањето на важењето практично на дозволата за оружје од 10 на 5 години. Напоменавте неколку пати дека е според европски регулативи. Практика која преземавме од европските држави за веројатно со цел поголема контрола. Така е, практика и обврска истовремено со цел почесто да се проверува подобноста на луѓето кои поседуваат оружје. Ако ме прашувате лично мене, ако ги прашувате и стручните служби во министерството, сигурно и ние не сакаме повеќе работа, зголемен обем на работа, но тука сакам да ги уверам граѓаните и да им кажам дека министерството прави напори за да тие постапки за продолжувањето на важноста на дозволата да бидат колку што може побрзи. Да се навратам, во минатиот период, поаѓајќи од истата намера за забрзување на постапките, Министерството склучи договори за соработка со судовите во Македонија, со тоа што пристапивме кон поврзување на судските евиденции со евиденциите на Министерството. Веќе не мора граѓаните сами да одат во суд да вадат потврди од кривични и од казнени евиденции, ниту пак службено писмено да се обраќаме до надлежните судови за да ни одговорат на нашите барања. Во моментов нашите службеници директно пристапуваат до базите на судовите и може да ја проверат подобноста на поносителите на барањата по тие основи. И сега со носењето на законот беше најавено дека и дигитализацијата ќе го олесни процесот на некој начин. Во кој контекст ќе се движат тие дигитализирани услуги за да не мора граѓаните да шетаат од шалтер до шалтер за да завршат, да добијат дозвола за оружје? Така. Некаде на крајот на 24-та година, ноември поточно, беше воведена првата електронска услуга од областа на оружјето, тоа е понесување барање за набавка на оружје за физичко лице. Мора да истакнам дека таа услуга најде на огромно задоволство во рамки на стрелците и ловците. Според податоците досега се понесени над 12, над 13.000 нови барања по електронски пат, што е доказ дека услугата функционира и дека граѓаните на некој начин ја зголемуваат довербата во Министерството и понесуваат барања за оружје. Ако го споредиме бројот на понесени барања претходно во хартиена форма и новиот број на барања понесени по електронски пат, ќе увидиме дека од прилика 3 до 4 пати е зголемен интересот за набавка на оружје. Што пак од друга страна е индикатор дека на некој начин е и намалена потенцијалната корупција во рамки на Министерството, бидејќи и дека се забрзени процедурите во постапувањето. Да, корупцијата помеѓу службите во МВР е тема која што ќе отвориме малку подоцна, меѓутоа ќе ве навратам на барањата кои што ги затикнавте како нерешени во однос на законот за оружје и дозволите за оружје. Зошто тие барања со години, месеци, денови стоеле во фиоките на Министерството за внатрешни работи? Не би можела да одговорам точно зошто, но за жал да, точно е дека околу 5000 барања за набавка на оружје поднесени околу 4 до 5 години наназад стоеле нерешени. Тоа пошироката јавност добро го знае, дури и пред нас. Но најголем дел од тие барања веќе се решени со мал исклучок за жителите на град Скопје кои барања ќе бидат предмет на разгледување во наредниот период. И бројот на решени предмети сакам да нагласам и по старо поднесените барања и по ново поднесените барања се движи околу 15.000. Дел од тие се позитивно одлучени, дел се негативно одлучени, но важно е дека Министерството функционира, постапките функционираат и брзината на постапување е значително зголемена. Пред да преминеме на друго прашање, ќе ве навратам уште на дигитализацијата. Има дигитална услуга за физички лица, склучена е соработка со судовите. Што следно ќе се прави во контекст на ова законот за оружје? Да, во овој дел би сакал да истакнам и добрата соработка со Министерството за дигитална трансформација. Покрај ова услуга која е веќе воведена, планирана е понатаму
и надградба на истата услуга со цел да може граѓаните дигитално, односно од својот дом да ги прикачуваат дополнителните потребни докази за водењето на постапката, односно потврдата од членство во стрелачки клуб или ловно друштво, лекарското уверение и така натаму. Дополнително предвидени се нови услуги. Може да најавам, се надевам дека до крајот на месец јули ќе биде воведена услугата за поднесување на барање за набавка на оружје за правни лица, како и за издавање потврда за поднесување оружје од Д категорија за физички и за правни лица. Тоа е познатото пневматско оружје или така наречените воздушни пушки. До крајот на годината, освен овие три, се надеваме дека ќе ги ставиме во функција уште околу 5-6 дигитални услуги, со што ќе ги дигитализираме целокупните услуги од областа на оружјето, вклучително и барањето за продолжување на важност на дозволата. Кога сме кај дигитализацијата, кои други услуги МВР ги има дигитализирано од секторот за граѓански работи? Министерството за внатрешни работи и одделот за граѓански работи во соработка со одделот за информатика и телекомуникации и со Министерството за дигитална трансформација успешно дигитализираше и автоматизираше неколку дигитални услуги изминативе 2 години. Тука пред себе ги издвои услугите за издавање уверение за државјанство, која е целосно автоматизирана услуга, не подлежи на дополнителна верификација од одреден вработен, туку граѓаните веднаш поднесувањето на барањето за многу краток временски период од неколку минути на својот мобилен телефон може да имаат уверение за државјанство, кој има иста правна важност како и издаденото уверение за државјанство во хартиена форма, согласно Законот за електронски документи. Освен ова услуга, воведена издавање потврда за жителство, потврда за собственост на моторни возила, како за физички, така и за правни лица. А може да најавим уште една услуга од областа на управните работи, која е исто многу важна, која се користи при издавање меѓународна возачка дозвола, односно при поднесување барање за полагање возачки испит. Во тие ситуации граѓаните потребно е да достават потврда дека немаат забрана за управување со моторно возило. Така што во наредниот период ќе работиме на дигитализирање на оваа конкретна услуга за да и тој дел профункционира дополнително. Кога зборуваме за дигитализација, треба да зборуваме и за безбедност на податоците на граѓаните. Ако имаме предвид дека изминатиот период до граѓаните беа испраќани лажни пораки за казни од Safe City. Дали Министерството го има предвид и овој сегмент? Секако, Министерството, особено одделот за информатика и телекомуникации, сериозно работи за јакнење на компјутерската безбедност и на заштита од напади од одредени актери, како домашни, така и меѓународни. И тоа не и освен Министерството на ова проблематика работи, ако не се лажеме, Министерството за дигитални трансформации, како и други органи на државна управа од областа на безбедност. Во однос на лажните пораки за Safe City, тука може да упатиме порака до граѓаните да внимаваат кој е испраќач на пораката, повикувачкиот број од државата од каде што се испраќа пораката. Ако не се лажам, испраќаните пораки беа од Филипини, да внимаваат кој е домејнот кон кого ги доставуваат евентуално своите лични податоци, да проверат дали е домејнот на МВР или не е тој. Но секако, видете, тоа е еден процес кој оди паралелно со отварањето, дигиталното отварање на државата. Колку повеќе се отвара државата дигитално, секако дека ќе бидат зголемени бројот на нападите, но наша работа како Министерство и како држава е да ја зголемиме отпорноста во тој дел. Отпорноста и во тој контекст на отпорност и на безбедност на податоците, двојната потврда при регистрација на возилата, сега пораки стигнуваат посебно на мејл, посебно на мобилен телефон и да не дојде до онаа забуна која што беше на стартот на системот. Што направивте конкретно во овој простор, мислам во електрониката? Ако се сеќавате, првично крајот на 25-та година беше започнат тест периодот на функционирањето на системот Безбеден град. И на почетокот на тест период, како и на почетокот од самата имплементација на Безбеден град, имаше ситуации за жал во кои пораки беа испраќани на погрешни телефонски броеви или на погрешни електронски адреси. Сега тие телефонски броеви, тие електронски адреси можеби намерно биле оставени погрешни од граѓаните, можеби се работи за техничка грешка од страна на службениците во МВР при внесувањето на податоците, но за да го надминеме тоа, Министерството воведе автентикација на некој начин на возачот, односно на корисникот, со испраќање на двојни кодови на неговиот мобилен апарат и на неговата електронска пошта.
Тука јасно ми е дека тоа малце го зголеми времето на чекање на граѓаните при регистрација на возилата. Да, се создаде малку поголема гужва, но па и во тој дел сакам да најавам и да ги уверам граѓаните дека ќе биде многу брзо надминато. Пред неколку дена беше усвоен Законот за изменување и дополнување на Законот за возила, со што во најкраток временски период во текот на летото ќе биде ставена во функција можноста станиците за технички преглед, доколку поднесат барање до Министерството за внатрешни работи и доколку Министерството ги овласти, истите да вршат продолжување на важноста на регистрацијата. Сликовито тоа значи, ако во една станица за технички преглед има шалтер на кој има деташиран вработен од Министерството за внатрешни работи и има шалтер кај што има лиценциран контролор од страна на станицата за технички преглед, ќе може паралелно на двете позиции да се врши регистрација на моторни возила, со што значително ќе се намали времето на чекање. За регистрацијата на возилата ќе се навратам и на тоа дека направивте во Скопје да може од било кои градови да биде регистрирано возилото, да не треба граѓаните да одат специјално до Охрид, специјално до Струмица и така натаму. Направивме во било кој град во Македонија да може да се врши продолжување на важноста на регистрацијата без разлика од кое регистрационо подрачје е возилото. Може и возило од Скопје да се регистрира во Струмица и обратно. Така, за намалување на гужвите и во таа насока беа отворени неколку нови канцеларии на секторот за граѓански работи. Каде поточно се отворија и каде се планира во наредниот период? Тоа беше една од основните мисии на Министерството при правењето на анализа и реорганизацијата пред 2 години. Отворени се, ако не се лажам, 8 канцеларии низ државата. Отворени се посебни канцеларии за управни работи каде што се врши прием на барања за издавање лични документи во Шуторизари, во Сарај, во Долнени, во Липково, во Јагуновце, во Желино, Демиркапија, отворено и во Жеровјане на иницијатива на сега починатиот градоначалник на Брвеница Јовица Илиевски. Така што со отварањето на тие канцеларии за управни работи во овие населени места се опфатија потенцијално околу 200.000 граѓани во државата, што е над 10% од вкупното население. И бројките кажуваат дека досега, овие година и пол, две, околу 25.000 услуги се извршени токму во рамки на тие канцеларии. А тоа пак влие позитивно на притисокот во самите регионални центри. Сега има помалку гужва во Куманово, помалку гужва во Тетово, помалку гужва во Скопје, во Прилеп и така натаму. Да, тоа ми беше прашањето, дали ги намали гужвите, дали граѓаните ги користат овие канцеларии, дали се запознаени дека ги има? Над 25.000 лични документи се издадени токму во тие канцеларии. Така, затекнавте и една состојба на ренуирани простории, несредени, се вложи во тоа средства, ако знаеме дека и министерот присуствуваше на отварањето на просториите во МВР. Се вложува ли доволно во овој сегмент? Токму така, присуствуваше и министерот, присуствуваше и председателот на владата. Условите за жал беа лоши и за жал се уште се лоши во одредени градови во државата, но министерството особено одделот за граѓански работи во соработка со одделот за општи и заеднички работи, макотрапно работи на надминување на лошите услови и воспоставување на културни достоинствени услови за работење на вработените и за пружење на услугите за граѓаните. Како што напоменавте, првично и главно беше реконструирано одделението за управни работи Скопје и тоа беше направено на начин за да нема застој во работата на самото одделение за управни работи Скопје и да нема застој во процесуирањето на барањата за граѓаните. Освен во Скопје беа отворени нови канцеларии за управни служби во Струга, во соработка со општина Струга, во старата општинска зграда на Струга, каде што целосно се реновира канцелариите таму, така што и таму се преместени вработените. Во следниот период еден од поголемите проекти се планира во Охрид. Тука веројатно и вие ќе добиете нови канцеларии во склоп на СВР Охрид, нели? Токму така, во склоп на старата касарна во Охрид ќе бидат изградени две посебни згради, една за СВР Охрид и една посебна зграда за одделението за управни работи Охрид, каде што ќе има посебни канцеларии и за одсекот за управни работи Охрид и за одсекот за оружје во Охрид. Впрочем, тоа е принцип кој
Министерството сака да го преслика на секаде низ државата, каде што отвара нови објекти, нови полициски станици, како што е полициската станица во Аеродом, која набрзо ќе биде отворена, полициската станица во Кисела Вода, во Бутел, која се отвори неодамна, ќе се отвори полициска станица во Илинден, исто така и таму се предвидени посебни канцелари за управни служби, со тоа што се максимално се посветува внимание на дисперзирање на услугите, децентрализација на услугите за да ти бидат што поблиску до граѓаните и да бидат што поефективни на некој начин. Затекнавте една криза со пасошите, меѓутоа тоа е прашање и тема која што ги отвараме по рекламите. Тука ќе направиме кратка пауза, но не го менувајте каналот. Добро дојдовте назад, следите за или против на Алфа. Ви благодарам за довербата. А вечерва во студиото мој гостин е помошник министерот за граѓански работи во МВР Јован Алтанџиев. Ќе продолжиме практично таму од кај што застанавме, а тоа е пасошката криза која што наследивте пред речиси 2,5 години од кога стапивте на позицијата, односно за време на техничката влада. Што беше клучниот проблем за, се сеќаваат и граѓаните, а и видеата и сликите сведочат, колкави редици имаше и пред пролече, и во МТВ, и какви турканици и потканици? Токму така, веќе кажавте дел од одговорот. Редиците пред спортската сала Пролет во рамки на полициската станица Пролет беа огромни. Често пати луѓето знае од раните утрински часови да застанат таму и да чекаат ред за да поднесат барања за издавање на лични документи. За жал тоа беа недостоинствени услови. Иста беше и сликата во рамки на македонската телевизија каде што беше издавањето на личните документи. И тоа е проблем со кој министерството и предсеминистерот лично се зафати за решавање веднаш штом стапи на функција. Главен проблем беше недостатокот на образци и лошиот начин на организирање за прием на барања. Недостатокот на образци се реши на некој начин со навремена набавка и испорака на образците, но клучна беше и реорганизацијата во самото министерство, особено во одделението за управни работи Скопје. Ако се сеќавате, тогаш без закажување на термин луѓето пристапува во рамки на полициската станица и тоа создаваше еден хаос и еден немир кај граѓаните. Прво што беше договорено беше да се организира приемот на барања со закажување на термини. Односно, во соработка со економскиот оператор во тој момент беше направена анализа и една симулација закажаните термини за издавање на лични документи идеа некаде до крајот на оваа година, 26-та година. Со тоа темпо, ако продолжевме тогаш, некои граѓани уште ќе чекаат да поднесат барање за издавање пасош. Така што беа зголемени капацитетите во самата спортска сала Пролет. Ако не се лажам, од 7 кабини за сликање ги зголемивме на 14 кабини за сликање, од едносменско работење направивме двосменско работење и се пристапи кон јавување на граѓаните од страна на операторот, односно презакажување на нивните термини. Мислам дека некаде тогаш заклучно со мај 24, јуни 24, сите граѓани кои имаа закажан термин некаде јуни 26 година си завршија со поднесување на барање. Сепак да, чека тој период околу месец и пол-два за издавање на личните документи, но тоа е нешто каде што немаше маневар министерството, бидејќи капацитетот на машините кои ги поседуваше во тој период беа такви. Тука многу сакам да се заблагодарам на сите колеги од одделението за управни работи Скопје. Впрочем и јас до тој момент бев вработен во одделението за управни работи Скопје. Колегите од оддел за информатика, од оддел за општи заеднички работи. Така што колегите од СВР Скопје кои со наредба беа упатени да извршуваат во тој период работни задачи во рамки на управните служби во Скопје. Мислам дека заеднички тимски сите го надминавме тој период најбрзо што можеме, најбезболно што можеме и најефикасно што можеме. Дали сега системски се реши набавката на образци за да не се соочиме со некоја таква или слична ситуација во иднина? Граѓаните може да бидат мирни. Министерството има обезбедено голема количина залиха на образци за подолг временски период, така што максимално сме посветени на тоа за да не ни се повтори тоа што се случи 24-23 година
Колку време е потребно? Па дури ако се сеќавате еден период во 20-та година, крајот на 20-та, 21-та година. Колку време е потребно сега, ако се сликам денеска, за колку дена, односно за кој период ќе биде готова личната карта, пасошот па редовна постапка? Не ако се сликате денес, ако се јавите денес да закажете термин, ќе добиете термин за 1 или 2 дена, а личниот документ во редовна постапка ќе го добиете за најмногу 5 дена во Скопје, најмногу 7 дена некаде низ државата, бидејќи зависно од доставата. Мислам дека тука некаде се не сме правеле такви споредби, но може да се споредиме со било која поразвиена или некој од најразвиените земји во светот, каде што издавањето на лични документи во редовна постапка е некаде за околу недела дена. Така. Во однос на странците? Во однос на странците, надминати се оние гужви кои ги имаше во зградата на македонската телевизија во соработка со на иницијатива на одделот за гранични работи и миграција и регионалниот центар за гранични работи Север, во соработка со одделот за граѓански работи. Направена е промена во начинот на функционирање и приемот на барањата и издавањето на дозволите за престој за странци се одвива во рамки на приземјето на македонската радиотелевизија. Сега кога зборуваме за директен контакт со граѓаните на полицијата, вие сте еден од тие сектори што е во директен контакт со граѓаните. Граѓаните директно ги чувствуваат услугите на полицијата од ваша страна, меѓутоа уживате голема доверба како министерство. Колку во таа доверба придонесува секторот за граѓански работи? Се надевам дека придонесува многу. Впрочем, тоа треба да е нашата основна функција и нашата основна мисија, да им служиме на граѓаните. Инаку за зголемената доверба во министерството, освен оддел за граѓански работи, големо влијание има целокупниот тим во министерството, почнувајќи од бирото за јавна безбедност, останатите оддели под надлежност на министерот, така што мислам дека тимски, заеднички и стратешки се функционира во насока на зголемување на довербата. Колку повеќе секој вработен придонесува во контактите со граѓаните, во одговарањето на нивните барања и навремено и целосно, секојдневно јакне довербата на граѓаните кон министерството и полицијата. Паралелно со ова оди и борбата со корупцијата во редовите службите на министерството. Изминатиот период беа поднесени доста кривични пријави за вработени во МВР. Што конкретно преземате? Како се борите со корупцијата? И ќе го напоменам тоа дека не секој вработен во МВР е корумпиран, туку има одредени службеници кои што се решаваат на таков незаконет чекор. Видете, тоа не е директна моја надлежност, но одделот за внатрешни работи, криминалистички истраги и професионални стандарди си постапува согласно нивните надлежности, како и останатите организациони единици во рамки на Бирото за јавна безбедност. Корупцијата треба да се сузбива на секој ниво, како надвор од министерството, така и внатре во самите редови на министерството. Мора да направиме се што може да корупцијата ја сведеме на најниско можно ниво. Особено на оние места каде што граѓаните се први на удар со службите. Дали е тоа одделот за граѓански работи, дали е тоа, не знам, сообраќајна полиција, дали е тоа одделот за гранични работи, дали е некоја друга организациона единица, мора сите заеднички тимски да работиме да ги надминеме тие, да кажеме, детски болести. Имате соработка и со други меѓународни сектори на полиции во овој дел. Што треба да научиме, што може да научиме од западно европските држави добро развиени? Мора да работиме што повеќе на, како што зборавме и на почетокот на оваа емисија, на дигитализирање на постапките и услугите во рамки на министерството, со што би го зголемиле потенцијално влијанието на било кој вработен во министерството во рамки на своето постапување. Така што имаме уште за работа, но надежно е, податоците покажуваат дека расте довербата во министерството, а перцепцијата за корупција е намалена во самото министерство, така да мислам дека одиме во добар правец. Да направиме пред крајот на емисијата еден пресек 2 години од мандатот, уште толку преостануваат доколку немаме предвремени парламентарни избори. Што е планирано за во следниот период да се реализира и што ќе го извлечете како најголема придобивка во изминатите 2 години? Видете, со сигурност ќе продолжиме со дигитализацијата на постапките во рамки на министерството и на одделот за граѓански работи
особено. Тоа е една работа како што почнавме со реконструкција на одредени канцеларии низ државата, ќе продолжиме и понатаму. Во тек е реконструкција на реновирање на одделението за управни работи Струмица во соработка со одделот за општи и заеднички работи. Таму може да најавиме дека многу набрзо ќе имаме комплетно реновирани простори за граѓаните за жителите на Струмица, што мене ми е лично особено драго, бидејќи и јас сум струмичанец. Понатаму во соработка со општина Делчево отстапени се нови простори на Министерството за внатрешни работи. Во најбрз можен период и тие простори ќе бидат реновирани, за да се стават во функција и на делчевчани и на жителите на Македонска Каменица. Предвидена е нова зграда за управни работи во Велес, надвор од локацијата каде што се наоѓа сега. Се бара решение за Штип, како за СВР Штип, така и за одделението за управни работи Штип. Се разгледуваат повеќе локации во моментов, така што континуирано ќе се работи на подобрување на инфраструктурата со цел подобрување на самиот имидж на Министерството. А кој резултат до сега го сметате како најголем успех? Може би решавањето на пасошката криза? Тоа сигурно е број 1, број 2 решавањето на предметите од областа на оружјето и честопати викам кога сме покажале дека нешто сме решиле, кога ќе престанат луѓето да бараат помош во остварувањето на своите законски права кои им следуваат. Да, најважно е нели да се тоа чекање по шалтери да замине во историјата и граѓаните да чувствуваат вистинска придобивка. Ви благодарам за гостувањето во За или Против. Се надевам се гледаме во некоја следна прилика. Ви благодарам на поканата. Почитувани, тука е крајот на вечерашното издание на За или Против. Ви благодарам за вниманието, а следното е прочем во понеделник во 18:10 и ви посакувам пријатен и убав викенд.